Американскиот амбасадор во земјава Пол Волерс и председателот на Република Македонија Ѓорѓе Иванов денеска на Велешкиот стадион се потсетија на дел од игрите кои тие ги практикувале во дејството. Посетата на Веле се во рамки на почетокот на проектот Традиционални спортски игри, спортски бонтон. На овој начин, вели председателот Иванов, децата учат да ги почитуваат правилата на игра, но истовремено се интегрираат во системот на играње, дружење и меѓусебно запознавање на сопствените култури, традиции и обичаи. Децата од различни општини да се среќаваат, заедно да спортуваат, а овој пат, овој трет циклус е посветен на традиционалните игри. Да се подсетуваат на тоа какво детство имале нивните родители, со какви игри спортувале и како се надпреварувале. Целта е јасна, децата да се научат да спортуваат, да се дружат и да комуницираат, да се запознаваат едни на други. Затоа што ретка имаат можност да посетат места во други делови од Македонија каде има различни игри, различни начини на забава и на разонода. Ова е трета година поред како се спроведува овој проект. Пред речиси 3 месеци меморандумот го подпишаа Сдруженијето за развојни иницијативи, Геостратешки институт Глобал Скопје и градоначалниците на општините Вилес, Карпош, Маврово Ростуше, Новосело, Охрид и Свети Николе, кои се вклучени во проектот. Истиот е поддржан од амбасадата на САД и има за цел да влијае на надминување на стереотипите и предрасудите и суштински да придонесе за градење на духот на толеранција, заедништво и почитување кај младите во земјава. Волерс денеска ја препозна македонската верзија на неговата омилена игра од детството. Интересно за мене е дека многу од овие игри се истите кои правиме во Америка. И особено има една игра, како се вика во војна, во Америка се вика Red Rover, но е исто. Ја игравте вие таа игра? Да, многу, кога бев млад, секој ден во школа, да. Низ забава, игра и дружење, децата од различна етничка припадност на овој начин ќе го сватат спортот како општествена активност за зацврстување на меѓусебните односи, сметаат од Сдруженијето за развојни иницијативи, Геостратешки институт Глобал. Преку анкетирање на децата ќе успеваме на секој настан да додаваме по некои од игрите кои имавте можност и вие како медиуми денеска да ги сретнете овде. Ова, искрено да ви кажам, за децата беа голема новина. Децата не се првпат се соочуваат со овакви игри, им објаснивме како одат игрите и за нас многу важно е, бидејќи имаат надпреварувачки карактер, а целта на проектот е правилата на игрите, кои не се зададени цврсто, да ги менаџираат самите деца на еден начин и од друга страна на крајот ќе се бодуваат најдобрите. И сакаме преку ова да го негуваме ферплејот. Денеска во спортските игри уживаа 150 деца од школска возраст од општините кои се дел од проектот оваа година.